Бугарија ги симна ракавиците и отворено кажува дека уставните промени се само врвот на сантата мраз на нивните идни уцени. Доказ за тоа се стотината бугарски амандмани во Европскиот парламент, со кои меѓу другото бараат и нивното влегување во уставот, евентуално и да не значи автоматски почеток на преговорите. Така што македонската влада е во право кога бара гаранција од Брисел дека по промените нема да има нови услови. Експертите сметаат дека европејците гледаат дека Софија има небулозни барања, кои се косат со сите цивилизацијски вредности и се надеваат Европскиот парламент ќе смогне сили и сите амандмани кои се поврзани со јазикот, идентитетот и историјата ќе се отфрлат. Значи, мораме да ставиме крај на овие небулозни барања и овие ирационални барања, што уште еднаш ја подготвуваат нивната задња намера, односно од позадина во намерите, односно ја демонстрираат пред целокупната европска и светска јавност нивната национал-шовинистичка политика, што сигурно се коси со европските вредности. За прв пат годинава се случи и самиот известувач во случајов Томас Вајц да поднесе амандман со кој бара од Брисел, односно од правната служба на Советот на Европската унија, да разјасни дали билатералниот протокол меѓу Македонија и Бугарија е формален услов во процесот на пристапување. Кекиновски смета дека тоа е добро, затоа што со одговорот на барањето на Вајц ќе се разјаснат сите дилеми поврзани со овој, како што вели професорот, обичен записник кој од непознати причини се издигна како клучен документ. Јас не знам како се случи да тој се дигне на ниво на сериозен акт, бидејќи тој протокол не е ништо повеќе, туку еден записник од состаноците на поранешниот министер со министерот на Бугарија, и каде што тие не може да биде акт на кој што требало да се повикуваат и со право Вајц како еден разумен политичар бара од Европската комисија и од Европската унија да се изјасни нели по однос на статусот на овој документ. Инаку во извештајот за Македонија се поднесени 403 амандмани, од кои речиси 100 се бугарски. Со нив Софија бара модерен македонски јазик, ревизија на учебниците, засилена улога на историската комисија и дополнителни мерки за бугарското малцинство, односно прашањата за јазикот, идентитетот и историјата повторно да станат дел од европската агенда. Од друга страна, известувачот Томас Вајц бара Европската унија да разјасни дали билатералниот протокол е формален услов во преговорите, но и предлага постепена интеграција на земјата во европските политики уште пред членството.